Општините Прилеп, Кривогаштан и Крушево веќе формираа комисии кои треба да излезат на терен и да ја утврдат штетата која што пред 4 дена ја направи силното невреме, проследено со град со големина на орев, која го погоди јатарот на селата Пресил, Бучин, Воѓани, Белацрква, Обршани, Тополчани, па се до реонот на селото Канатларци. Се работи за површина од околу 2000 хектари, од која што поголем дел е засаден со тутун, пипер и житни култури. Жителите се пожалија дека на некои места родот е уништен дури до 100%. Од комисијата во Прилеп ги охрабруваат земјоделците да ги пријават сите штети, но само оние кои што навистина имаат претрпено штета, без да се прават манипулации. Сите оштетени земјоделци да не слушаат никакви муабети, да не читаат никакви фејсбук страни или профили дека нема да биде исплатени или слично. Јас ги мотивирам сите оштетени земјоделци да ја пријава штетата, ќе биде извршена реална проценка и бидејќи ние претходно во 2 наврати успеавме да ги обештетиме земјоделците во Мало Коњари, Големо Коњари, Варош и тоа со сума од 450.000 евра. Во Канатларци се обештетени со сума од 270.000 евра и плюс 100.000 евра од општината. До овој момент во Прилеп имало поднесено 50 барања, а рокот за поднесување е до 2 јули. Барањата за штета земјоделците треба да ги поднесуваат во зградата на локалната самоуправа. И затоа се формирани овие 2 стручни комисии кои ќе излезат од понеделник на лице место. По првичните проценки каде сме поминале на лице место, значи има оштетеност, можам да речем од 40-50%, па се до 80 и нешто посто зависи. Според првичните проценки, култура која што претрпела најголема штета засега е тутунот.